Докажи дека за секој од овие две предпоставки дадени тука следува овој заклучок тука. Малце е само поинаку запишеме. Овие се предпоставките. Овие предпоставки дека следува заклучокот. Што правиме? На ист начин ги запишуваме предпоставките. За секој x, тука со мајлини се означени во оваа задача. Тука не мора задади да користиме, има за секој x, p од x повлекува q од x, тоа ни е првата предпоставка. Втората предпоставка ни е за секој x, q од x повлекува r од x, да се докаже дека од овие две предпоставки може да заклучиме за секој x, p од x повлекува r од x. Од еден следи, бидејќи за сите x-ови важи p од x повлекува q од x, следи дека важи p од c повлекува q од c за произволно c од доменот, каде што се овие дефинирани. И ова ние што искористивме тука? Универзален примерок на еден. Аналогно на ова, од два ни следи дека P од C, дека Q од C имаме повлекува R од C за истото тоа C, значи за истото ова C важи Q од C повлекува R од C. Бидејќи за сите x-ови од доменот важи, тоа ќе важи и за ова конкретно C. Значи ова е истото C, кое што тука запишаме дека е произволно. C од доменот. Уште еднаш повторувам, бидејќи за сите x-ови важи ова и за сите x-ови важи ова од доменот, тогаш со универзален примерок на 1 и универзален примерок на 2 може да кажеме дека P од C повлекува Q од C за произволно C од доменот и за истото тоа C со универзален примерок од 2 имаме Q од C повлекува R од C. Понатака, ако направиме, односно што следи од 3 и 4 по правилото на хипотетички силогизам. Како е тоа? P повлекува Q, Q повлекува R, од овие две следи дека P повлекува R. Ова е правилото на заклучување, наречено хипотетички силогизам. Па, имаме тука P од C повлекува Q од C и Q од C повлекува R од C. Од овие две следи P од C повлекува R од C за произволно C од доменот. За било кое C од доменот добивме дека P од C повлекува R од C. Со други зборови, ова може да кажеме, че за било кое C од доменот е исполнето, ова може да го запишеме како за сите x од доменот важи P од x повлекува Q од x. Односно го добивме тоа што требаше да се заклучи во оваа задача. Уште нешто битно да повториме. Бидејќи за сите важи првото, за сите x-ови од доменот, тогаш и за произволно C ќе важи. И за истото тоа C, бидејќи за сите важи ова второ во доменот, и за истото тоа C ќе важи ова второ, односно имаме Q од C повлекува R од C. Хипотетички силогизам на овие две, добиваме P од C повлекува R од C. За некој произволно C од доменот или за било кое C, или за било кој елемент C од доменот. Веќе покажавме дека за произволно C ова важи, може да запишеме дека за сите x е исполнето P од x повлекува Q од x.